Со оглед на новите проширени мерки за ограничување на движење за време на викенд денови од 16 часот до 5 часот, што ги донесе владата за заштита на здравјето на граѓаните од коронавирусот. На вчерашната владина седница се допрецизира исклучување на дел од земјоделците во однос на забраната за движење. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски во денешната изјава посочи дека заради интензивирање на сезоната на земјоделски работи, особено кај градинарските култури, во текот на забраната на движење во викенд денови се исклучуваат земјоделците што одгледуваат раноградинарски култури и имаат неодложни активности поврзани со производство на пластеници. Оваа категорија на земјоделци не треба да вадат посебни дозволи, но укажуваме ова исклучување да се искористи исклучиво за вршење на земјоделски активности во пластениците. Дополнително, другите земјоделци од останати подсектори, како што се сточарите, овоштарите, полјоделците и други, доколку имаат неодложни активности поврзани со земјоделско производство за време на забраната за движењето, треба телефонски да се јаваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и да остават мејл адреса за контакт. Откако подрачната единица ќе изврши проверка на доставените податоци од страна на земјоделците, истите се доставуваат до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, кои потоа се проследуваат до Министерство за информатичко општество и потоа до нивните мејлови им стигнуваат дозволите. При тоа Димковски изјави дека на вчерашната седница на владата се донесе уредба со законска сила за примена на законот на земјоделско земјиште. Ова значи дека роковите кои се определени со законот за земјоделското земјиште за донесување на одлука за отпочнати постапки со прибирање на понуди, а кои истекуваат за време вонредната состојба, престануваат да течат за време на траењето на вонредната состојба. Истите започнуваат одново да течат по истекот на вонредната состојба. Откако ќе заврши вонредната состојба, изборот на најповолен понудувач во отпочнатите постапки со прибирање на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари ќе се врши согласно правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделското земјиште кое може да се даде во закуп.